Со вообичаена реторика и уште повообичаен однос кон медиумите, се огласи председателот на државата. Доцна попладнево од вилата на Водно, Ѓорѓе Иванов им честита на граѓаните, но на оние кои не гласале. Според Иванов, волјата на народот не ја изразиле оние кои го дале својот глас, туку оние кои го бойкотираа референдумот. 36,9% излезеност не е волја на народот, туку 63,1% кои не излегоа. Колку и да ја извртувате, не можете да ја промените реалност. Иванов не ја пропушти приликата да го повика владеачкото мнозинство на одговорност и да му порача дека држава не се води со неовластено толкување на Уставот, заборавајќи дека и самиот го прекрши со непотпишувањето на договорот со Грција, но и на законот за јазиците. Држава не се води со слободно и неовластено толкување на Уставот и законите на Република Македонија. Првиот човек на Републиката нагласи и дека големината на човекот е во тоа да го признае поразот, без да остане да ги дочека новинарските прашања, меѓу кои и зошто не го призна поразот кога требаше да му го даде мандатот на Зоран Заев, наместо да спроведува партиски директиви. Сите во животот се соочуваме со порази. Некој повеќе, некој помалку. Големината на човекот е да го препознае и признае поразот. Вчера Република Македонија остана непоразена. Да живее Република Македонија. Сосема очекувано, но не и оправдано. Председателот повторно им го сврте грбот на медиумите, новинарите повторно негодуваа, но Иванов ниту овој пат не остана да го испочитува интересот на јавноста.